нашата втора епизода. Здраво, дечки! Многу ни е мило што денеска сме пат тука. Пред да започнеме, сакаме да ви се заблагодариме за целата поддршка, за сите убави зборови и позитивни критики што ги добихме во текот на оваа недела. Стварно многу ни е мило. Исто така, сакаме да ви најавиме дека следуваат огромни реформи во врска со нашето студио. Нашиот тим и така расне и многу ни е мило што во толку краток период целиот овај проект се движи многу брзо. Предната епизода ја започнаваме со прашања, а оваа епизода ќе почнеме со директно на темите. Првата тема на која денеска ќе дискутираме е за добрите и лошите страни на тинеџери кои живеат во мал град. А втората тема ни е social anxiety. Оваа тема мислам дека ни е позната на сите. Највеќе на средношколците, тинеџерите и младите, генерално. Малце, исто како претходната епизода, си поразговаравме со ChatGPT и он, според него, ни кажа неколку добри и лоши страни за живењето во малите градови, како што се и нашата општина. Така што, ја мисля дека според работите што ни ги е напишал он, можеме и ние дополнително да продискутираме за нив. Првото прашање е кој место во градот ти е safe place? Реално, у маленки градови и општини, safe place не можеш да имаш, оти safe place-о ти е откриен од сите. Буквално мораш да го делиш со некој, не може да биде само твој, оти е маленко местото и секое место се знае. Да, јас се согласувам. Кога живееш во некое помаленко место, реално немаш многу што да истражуваш, се е веќе откриено или местото што го имаш го делиш. Што е најдосадното нешто во малиот град? Најдосадно нешто у малечок град е што си окружен со истиот круг на луѓе и не запознаваш нови луѓе и това е баш досадно според мене. Исто така, цело време се повторуваат истите случаи, така што реалноста е дека после некое време секако дека ќе ти стане досадно. Нема да ти биде уопште интересно и нема да те привлекува за да го гледаш или да го правиш истото нешто. Јас се согласувам, особено кога у маленките градови си повеќе време со некое друштво, реално издосадно, кога немате што да правите. Исто, следно прашање, дали е полесно или потешко да најдеш вистински пријатели во помаленките места? Јас мисля дека е Полесно. Да, дефинитивно е полесно. Па да, секако полесно е во помаленките места да најдеш вистински пријатели, ама мисля дека... Па не е се еднако. Да, знаеш што мисла? Не са толку издржливи. Не са толку... Не траат, да. Многу во маленките места некако патиме од комплекси што ќе каже другиот, некои драми. Муабети, да. Да, драми што всушност не са драми, само ги преувеличуваме поради причината што не се случува конкретно ништо и баш ради тие причини мисля дека пријателствата тука, иако се вистински, не траат толку долго. Ја би останала од причина што од тука потекнувам. Каменица е мој роден крај. Тука ми е целата фамилија, тука имам пријатели, тука ми е убаво. Меѓутоа, освен тие работи што ги кажа Јана, јас се сосема согласувам, ама исто така тука у помаленките градови е многу побезбедно него у поголемите градови. Да. Едноставно кога ја знаеш ти околината и кога ги знаеш луѓето со кои живееш у заедницата, знаеш што да очекуваш. И многу полесно можеш да се заштитиш самиот себе и да избегнуваш некои непријатни ситуации. Меѓутоа, јас би се иселила од тука, од причина што би сакала да имам некој бизнис, некој поголем бизнис, нешто поголемо, да биде у некоја поголема заедница,
да запознам нови карактери, нови луѓе, да имам едноставно избор со кој ќе се дружам, со кој ќе излегнам, дека ќе излегнам. Да, нема како оти буквално се дружиме сите еден со еден и ако се скара она со мене, ќе се скара и со моето друштво. Ако се скарам јас со неја, ќе скарам и со нејното друштво, тука ми останува 5 души у каменица. Да. Буквално да се скараш со две другарки, ти се скараш со пола каменица. И верувам дека е исто за сите што живеат у некои помаленки места, како што е нашата општина. Мислиш дека ќе биде поинаку ако живееш во поголем град? Ако живеа во поголем град, ќе имам, како што кажа Јана, ако живеа во поголем град, ќе имам многу поголеми можности да се дружа со други, да излаза на други места, на различни места да ода, спортови различни да тренирам. Едноставно имаш повеќе можности и шанси. Кој е најтежок момент како тинејџерот? Како што кажаваме, ние нема дека да излазиме и буквално нема што да се прави, тука нема спортови да тренираме. Буквално имаме 3 клуба кои можеме да тренираме различни спортови. Два са. Футбол и кошарка. Да. Најтежок момент за мене како тинејџер е кога викенд нема што да правиш или кога друштвото во последен момент ќе откаже нешто и нема што да правиш, мораш да останеш дома, а немаш како бекап план дека би можел да одиш или немаш некои пријатели на кои можеш да им се јавиш. Ајде излегнеме, пошто маленко место и едноставно немаш огромен круг на пријатели. Ама па и да излегнете, нема дека. Да, нема дека. 3 кафича и тие 3 ќе идеш и ќе ти издосади. Особено кога е зимскиот период како што е сега декември, преладно е, кафичите се преполни и реално нема дека. Малку е депресивно. Онака во поголемите градови како што е Скопје, мисла, реално Скопје и Каменица се два различни поеми, ама ајде ќе го земеме за пример. Во Скопје имаш во секој период од годината што да правиш. Имаш ивенти, имаш настани, имаш еден куп активности на кои можеш да бидеш присутен или да земеш учество. Така да, според мене, тоа е најтешкиот момент. Исто, сите се знаат со сите. Како што кажаваме, да, това е реалноста. И немаме приватност. Едноставно, комшијата знае што ти се случува на тебе дома, другарите ти знаат ти што правиш, како правиш. Едноставно, финансиската состојба, Сите тие знаат се. Сите знаат се. Да. Мислат дека е преголем проблем и на мене не ми одговара. Това е искрено едно од најлошите нешто, што приватност немаш. Уопште немаш приватност. Тука сите се осеќаме како селебритис, како инфлуенсери, познати јавни личности. Едноставно ти одиш по улицата и сега секако ти знаеш сите други, пошто на луѓето им е толку досадно што почнуваат да си прават драмички и озборувања само за сите. Да, само за да имаат што да прават во животите. И ти кога одиш по улицата и секако ги гледаш сите и ти секако знаеш по нешто за сите нив, И они знаат за тебе. Да, и они знаат нешто за тебе. Многу е чудно некако, стварно некогаш се осеќам како јавна личност. Да ми знаеш, не знам, каков просек имам на школа, Дека живееш. со кој се дружа, Се. дали у петок сме били на музика или на кафе, некако too much. Исто, како влијае това на самодовербата? Па реално доста влијае на самодовербата, особено кога направиш грешка. Кога направиш грешка и кога сите да знаат за неа, превише влијае на самодовербата. Едноставно, знам многу ситуации и луѓе кои поради некои ситни грешки
не сакаат да излегнат од дома. Затоа што знаат И това се многу често дешава во такви маленки градови како кај нас. Секојдневно, това не е нормално, секојдневно. На мене ми смета и на мене не ми се свиѓа тоа. Това многу смета. Исто, па како што спомнавме, истите места, истите луѓе, до некаде може да не направи това да бидеме креативни, да создаваме нешто ново, да правиме нешто ново. Ама па не верувам дека повеќето имаат таа мотивација. Да, реално, сме у малечок град и нема мотивација да почнат нешто и не ни сакаат да знаат дека ако почнат нешто, одма ќе добијат муабети и исмевање. Зашо си го ти това направил, не лете е срам, само се пезиш, ова она и 300 муабети. Секогаш са истите монолози. Нешто што на мене многу ми смета, буквално сакаш да бидеш креативен, сакаш да бидеш успешен и сите ти ја продаваат на почетокот приказната труди се, прави нешто ново, не знам, биди си свој, биди уникатен, едно друго и кога направиш нешто, кога го земеш првиот чекор, после се смеат. После сите ти се смеат, онака упорно ти се смеат и те понижуваат за да се откажеш. Не знам дали тука превладува љубомора, дали тука превладува или онака само сака да се исмеава. Нема што да се прави, како што кажа, нема што да се прави во градови, мора да се исмеава, да се има муабети, за да може да се функционира тука, иначе нема што да се прави. Да, реално поголемата маса на луѓе се потиштени од причината што живеат тука и немаат што да прават и сега најлесно им е да се смеат на другиот што го прави това нешто за другиот да не напреднува и сите да бидеме на исто. Мисля дека това е идеално на сите што живеат од помаленките места, нешто што исто така ично ми се свиѓа. Исто притисокот да се вклопиш. Ова е нешто искрено најтешко. Буквално имаш притисок од сите да се вклопиш у некој што не си ти. Буквално ако те тера да се дружиш, не, мораш ти да се дружиш со некој, не можеш да седиш цело време дома. И ти можеш да се дружиш, ама ти не можеш у малечок град да ги најдеш твоите другари што ти одговараат и со тебе не може. Некако ако на тебе мајка ти и на Ивана мајка и се дружат, мораме и ние двете да се дружиме. Мораме да се дружиме, нема шанси да не се дружиме и слично. Исто, мораш да ја сакаш музиката што ја сакаат сите, мораш да го имаш стилот што го имаат сите, не смееш да се издвојуваш по ништо, тотално по ништо. Ако се издвоиш, после тука веќе ти си различен, ти си нешто ти фали, не може. Не е окей со тебе. И нешто што уопште не ми се свиѓа, некако не си дозволуваме самите на себе да бидеме нешто што стварно сме, туку од притисокот да се вклопиме, се губиме ние како личности, како карактери и според мене тоа е многу тажно. Верувам дека е потешко да сме своји, барем во маленките места. Во поголемите градови реално го немаат тој притисок. Па у поголемите градови можеш да бидеш што сакаш. Да, секако ќе најдеш некој, не можеш од тамо од многу свет да не најдеш никој што барем малку е барем малку е сличен со тебе. Да. Ај види, не знам дали некогаш си го правила това, ама например, ја кога иде у Скопје сама да речеме или со другарка и јас си кажа самото на себе, сега мога да бидам што сакам. Сега мога да бидам, знаеш, само некоја класична момичка, ја мога сега да бидам што сакам. Мога да се представам на некој тотално друго светло, мога да кажа друго име, мога да се викам, знаеш, што друго име, да имам да сам поголема или помаленка од мојата возраст. Едноставно, кога сам у друг град и кога не ме знае никој, јас се дозволувам да бида личноста што стварно сам, а не да биде некоја
друга верзија од мене што ја гледа заедницата во која живеа. Така да кога одам во Скопје, типичен пример, кога одам во Скопје, јас сум това стварно што сам, јас сум личноста што стварно сам. Или мене ми е многу поубаво. Или на одмор некаде буквално. Да. На одмор, ја кога ида, ја тие алишта што ги нося, ја у Каменица никогаш не ги нося. Буквално ако ги нося ја тие алишта, мојо стайл, на мене тука ќе ми се смеат. И јас това само ги нося некаде надвор од свето, од круг на луѓе што ги знам. Да. Искрено тажно. Баш тажно. Што сме дозволили ние како заедница да мораме да носиме некои маски за да бидеме прифатени еден со друг. За мене е тажно. Добро. Ја мисля дека можеме да преминеме малку и на добрите страни, малку по светло да ја разгледаме целата ситуација, затоа што реално колку што има лоши страни, толку има и добри. Веќе ги спомнахме до некаде добрите страни, односно случајно сме ги нагласили преку лошите. Ја мисля ти да ги водиш. Прво можеме да почнеме со вистински пријателства, како што кажаваме пре, дека има мал круг на луѓе, ама можеш да си најдеш некои вистински пријатели. Да. Реално, кога цел живот живееш во заедница во која ќе знаеш тотално сите, можеш да процениш кој највеќе ќе ти одговара и со кој најдобро би се дружил ти, така да немаме го притисоко да и трчкам јас на другарката и да прави како што она ќе посака за да биде вклопена во друштво. Едноставно ќе си ја најдам мојата вистинска пријателка и со неја ќе се биде супер и ќе се биде вистинската јас. Нема да мора да се прави нешто што не сам. Или да треба некој да го задоволувам за да се дружи со мене. Исто така преко кажаваме и за сигурност, дека познати луѓе, познато место и родителите така во това истото мислат или познато место и ќе не пуштат до повеќе на излазење. Да, едноставно даваат ти поголема слобода, од причина што и родителите са пораснали тука и знаат што се може да се случи, на какви ситуации можеш да наидеш и кога им е веќе опипана територијата, знаат отприлика колку можеш да бидеш ти надвор, дали друштвото ти е добро или не и слично. Побрзо созревање. Искрено, на побрзо созревање може да има некои и у помаленките градови, како што кажах сега, дека ако не пуштат до покасно, ние ќе можеме да знаеме како е това. Можеме да испробаме нови нешта. Не знам што е това. Едноставно, кога живееш помаленко место, многу побрзо созреваш од проста причина што повеќе си пуштен, гледаш и знаеш секако малку места се цело време, на пример ќе речеме има музики и ти одиш на една музика, на втора музика, на трета музика, на четврта музика, до 12 до 12. Ти битно си таму и после на пример после некое време кога ќе стигнеш веќе 19, 20, 21 година, веќе си го поминал ти моментот со музиките и со слично и не ти е интересно. Значи созрел си преку това, поминал си ги нив во твојата етапа од животот. Така да, исто е за се, тотално исто е за се. Силна заедница. Па да, реално. Едноставно... Да, буквално ние се познаваме сите со еден и буквално кога сакаш може да ти помогне некој, помага си сите со сите, сакам да кажам. Да. Не е проблем и на сред вечер да му се јавиш на некој, ќе дојде и ќе ти помогне. Мисла, зависи тука до карактерот на човек, ама баш за това што сме маленко место, знаеш на кој да му се јавиш и знаеш кој стварно ќе ти помогне. Така да това е стварно многу добра страна. Нешто што големите градови не можат ни да си го замислат. Спомени што остануваат. Знам зашо навеќе би останали. Затоа што секој ден минеш на тие места дека се е десило нешто или многу често ги гледаш луѓето со кои имаш некои убави спомени.
секој дека спомените ќе ти... Секој ден ми нешто иде од това место и секој дека ќе ти се врнат тие спомени, така да многу маленкото место држи спомени. Те тера да сонуваш поголемо. Да. Колку што и депримирачки за да живееш тука, од друга страна, реално, кога погледнеш, барем ја лично, јас се сонувам некои големи работи. Мотивација ми е, мотивација. Мисля дека во поголемите градови не сонуваат толку многу, ти се име при рака, Да, они се можат. Има се пристап до се, буквално. Имаш пристап стварно за се. А ние како помаленки места, особено што сме подалеку од главниот град или од поголемите градови, едноставно сонуваш, Да, сонувам. сонуваш големи работи. Оти не ти се секојдневие. Пред да завршиме со оваа тема, мисля дека би било убаво да се кажеме некоја наше мислење, што би сакале да има нашето маленко Сладко градче. маленко градче. И мисля дека и другите би се сложили со нас. Ти според тебе што? Ти не ја. Според мене многу убаво би било ако почесто имаме работилници, обуки, некои волнаставни активности. Дека би можели да одиме тинеџерите. Да, исто, ако се отвори некој нов клуб за било кој спорт, ја би била многу среќна, ја би тренирала, особено одбојка. Да, одбојка мисля дека Има ќе многу има се добар интересирани тим. за Да, одбојка. да. Исто кинопроекции. Стварно сакам да гледам филмови у кино, Сите сака. ама некако нема Нема. толку често. Така да, Нема, уопште нема, буквално е немало со години. друго што би можело да има. Нешто што нас младите ќе Ќе не интересира привлече. повеќе. Искрено ја би сакала да има место дека што мога да играм билјард. Билјард или билјард? Билјард. Дека што би можела да играм билјард. Пикадо, карти. Најразлични игри. Да, никој таквија местенце Сите или би некој сакале. таква малечок кафеч или локал дека што можеме да одиме да го правиме това. Порано те погледи кој имаш уплив? Да. Многу беше убаво и многу беше интересно, само дека цело време имаше таму, особено летоска имаше многу. Една обична просторија да отворат да стават некои игри пинг-понг, Да, и да ставиш нешто. два фрижидера со сокчиња или со вода и некој да стои само на шанку за да ги продава. Толку. Буквално цело зимо, Сите кога е ги ладно, бидат таму. сите ги ведат таму. И ќе има повеќе друштва, ќе се Да. дружат децата. Ќе биде преинтересно. Исто што би сакала да имам у Каменица. Исто базенто. Реално убав е базенто, само малку му треба некое преуредување. Макар и да се плаќа картата повеќе и сетва, ама пак ќе биде добро да плочките што буквално секоја година мора барем 5 души да се повредат од тие плочки. Това мора некако да се реновира, барем Барем малку. да има некаде некој дали ќе донесе храна таму да се продава или нешто слично, да има таму храна, да не мора да цело време некој да оди да се враќа до продавница или до рестораните што се поблиску, што реално вода си цело време и таму сега да одиш да излегнеш од базенто ти Не вреди. Ај што не вреди. Секако ти е далеко, ама да излегнеш, ти си укупачи на базенто, мокор си целиот, сега ти да излегнеш од просторијата што е заграден базенто, да излегнеш ти и да се шеташ по улицата, дека што минат постари луѓе, маленки деца, пријатели Да, на да. твоите родители, реално не е Не е вкусно. Да. Така да ја би била многу среќна ако се преземат. Сите би били. Да, сите би Верувам. били да посреќни ако малку базенто Се преуреди. да се преуреди. Мисля дека тука треба да ја завршиме првата тема и може да преминеме на втората тема која е social anxiety. Оваа тема ни е многу позната на сите тинеџери. Особено на оние што живеат во помаленки места. Social anxiety е страв од што мислат другите за тебе.
Това умалечкиот град е тема што се користи во секојдневието. Да, буквално ти имаш social anxiety да почнеш да објавуваш дека правиш ногти, да почнеш некој свој малечок бизнес, да почнеш да работиш, да почнеш не знам, дури да почнеш Некој спорт, нешто, Да. нешто Буквално имаш- нестрашно. Да, буквално имаш social anxiety за било што според мене е важничко и уопште не се согласувам и не ми се свиѓа това. Дури и работењето е некако табу тема и нешто што го избегнуваат сите. И да сакаш ти како тинејџер или како млад да си заработиш нешто за Минималец. да, Буквално. за факултет или за да си купиш нешто. Што кажам другите? Течки нема зашто да ви интересираш да кажат другите. Буквално това кај нас во градот да уопште не е нормализирано некој на маленка возраст, на наша возраст, да работи. Не, буквално сите ќе се смеат или ќе речат нешто, леле, зашто работи ова, нема ле пари, нели дава родителите пари, Ама нешто. секогаш е истото. Секогаш Да, е да, истото. Некако не знам, не можат да разберат, изгледат сите, дека ти работиш за тебе. Ти ствараш некоја работна навика и не е ништо срамно да работиш. Не, немаш шанси никакви врсни. Мисля сега Да се работи. фанатме за работа, ама обично Има се многу, се е така, да. обично се е така. Или да почнеш ти да тренираш и те да почнат да тренират ја кошарка ти да на такмица. А цела каменица ќе дума ќе се смее. И Това напојно си нема. ова е нешто најреално, искрено. Ја ги тренирам кошарка и буквално ја това знам, од тие така. Ние пред секоја утакмица имаме трема. Ние трема немаме од това дали ќе изиграме лошо или добро. Ние имаме трема од това што ќе вика цела каменица. Ние кога играме каменица, нас не е срам, оти ќе ни се смеат. И да, ние знаеме некогаш и лошо да изиграме. Това на сите се дешава, сите знаат лошо да игра некогаш, ама нас не е страх што ќе речат другите, не дали ќе изиграме лошо. Едноставно, social anxiety ти ја убива целата мотивација што имаш тебе за да направиш нешто корисно за тебе и за другите. Што уопште не е окей. И според мене треба да се искорени. Ако ти, што го слушаш сега од ова и не гледаш, имаш social anxiety, ја ќе ти препорачам подитно да си го смениш размислувањето. Слушай нешто, стани утре и речи, ајде днеска нема да се замарам кој што рече. И облечи ги фармерките или блузата што не сакаш да ги носиш за тоа што те е срам или страх. Или Облечи ги фармерките што те прават дебела, облечи ја блузата што те прави дебела или не знам што, облечи ги, нема зашто да те интересира. или запиши се на кошарка, или запиши се на курс, или почни утре дан. Не е ништо страшно, правиш го за тебе. Не, и прави се дека нема никој, прави се дека си сам. Само така ќе успееш да го искорениш таа цел. Исто така кај нас у градот не е нормализирано да одиш на теретана. Ако одиш на теретана, работиш ти на себе, ама това е ти одиш на теретана и да те е срам да одиш на теретана. Има многу свет што ги е срам да одиш на теретана. Поради свето што ќе им речат, леле ова оди на теретана, а тај што го дума дека она оди на теретана, он не оди на теретана. Оти него е срам. Да, буквално жив пример сум. Сакам да одам на теретана, сакам да се грижи за мене, за моето здравје, за моето тело. Едноставно, некако како да пата од комплекси, што ќе кажат другите. Јас сега ќе идам теретаната, ќе ме види некој, па после ќе се смеа, па после ќе речат, леле види ја Јана, оди на теретана, она Пале што за теретана. да, што ќе прави на теретана, она сака внимание и слично. Проблемот не е у тебе, проблемот е у другите. А тие другите што обично ти коментираат и се смеат, И они се комплекси. Да, исти се и имаат комплекси. Едноставно се плашат да почнат нешто ново и најлесно има да се смеат на другите, за и другите не могат да постигнат нешто друго. Не размислувајте толку многу, само прави го тоа што го сакаш. Само така ќе успееш.
дури големите компании и worldwide нешто продукти што се продаваат, тие што се инвестирали тогаш во нив, тие што се почнали фаундерите на тие компании, предпоставувам дека се имали social anxiety и сигурно ги е интересирало што ги кажат другите. Дечки, ама па морате да имате Да. некаде дека да почнете. Ако не почнете, нема како да стигнете до Почнали вашата се, цел. и види ги дека се. Што, Стив Джобс сигурно се Сигурно не е он бил најдобар уште од почетокот. Да, и сигурно не го е изнел Стив Джобс телефонот да рече, еј, види. И сигурно и на него се му се смеали со месеци, со години, са му викали, еј, абе, знаеш, не те Бака. бива, откажи се. Види го дека Стив Джобс денеска е поем. Тесла. Никола Тесла. Иако е тука близко, он е инвентирал огромна работа. Не Без која само денеска ние. ние не можеме. Да, не само ние, инфлуенсерите, пеачите, што сите ги слушаме и гледаме. Сите се почнали од некаде. Не можеш директно да рипнеш на целта. Прво можеш да идеш од старт за да стигнеш до целта. Да, а и целта нема да е толку убава Ако идеш директно на целта. Да. Постапките, односно чекорите с кои минеш да стигнеш до целта се поубави. Секогаш, ако некој ти даде нешто, окей ти е тоа, дал ти го. Ама ти ако заработиш това е многу подобар осеќај. Да. А и потрудете се стварно да не ве интересира другото мислење. Позитивните критики се секогаш добредојдени. Позитивните мислења, подршка, секогаш е добредојдени. Ама негативните мислења и некои коментари од искомплексирани луѓе немате потреба да ги ставате при срце. И да едноставно да помислувате на нив. Или треба да седнеш и да се кажеш, види, ја го имам капацитетот да бида тоа што сакам да бида и ќе го направам. Макар направете го од инат. Направете го од инат. Просто ќе бидете многу среќни заедно. И дечки, ова е крајот на оваа епизода. Надеваме се дека се гледаме наредна недела пам. Ќе ви ставиме уште Q&A прашања на Instagram, за да можете да одговарате. Надеваме се дека наредната епизода ќе направиме некои TikTok трендови, од како што ни кажахте, TikTok трендови се ви најинтересни и ќе ги направиме. Да, стварно фала ви многу за подршката, фала ви многу за сите позитивни мислења и коментари. Надеваме се дека поделите сите мислења со нас. Надеваме се дека свигеше оваа епизода. Јаваме се наредна недела. Сакаме ве! Bye bye!